Почитувани граѓани, Македонија. Лицето Ѓорги Иванов, човекот кој на криминални избори Никола Груевски го постави за председател на државата, денеска го заокружи државниот удар врз Македонија. Ова е државен удар. Криминалната банда на Никола Груевски, уништувајќи ја судбината и загрозувајќи ја еднината на Македонија, се обидува да се спаси од злосторството и криминалот што и го направија на сопствената земја, на сопствените граѓани. Иванов денеска стана директен соучесник во злосторничкото здружување против Македонија. Тој сака парите украдени од граѓаните од криминалната банда да не бидат вратени на граѓаните. Од денеска нема правна држава. Правната држава повеќе не постои. Го погазија уставот, законите, достоинството на граѓаните. Денеска го погребаа договорот од Пржино. Македонија тоа нема да го дозволи. Нема да дозволиме целосно рушење на државата. Заедно со граѓаните застануваме на страната на Македонија. Од денеска со граѓаните ќе го вратиме правото и правната држава. Бараме заштитникот на криминалците, лицето Ѓорги Иванов, веднаш да поднесе оставка. Доколку тоа не го стори денеска, државата ја доведува во вонредна состојба на граница на експлозија. Затоа собранието мора веднаш да биде свикано и да покрене постапка за отповикување на Ѓорги Иванов. Во името на целата демократска и правдолюбива јавност, судските процеси мора да продолжат и да има правна разрешница. Криминалците да одговараат за криминалот. Невините да имаат можност да ја докажат својата невиност. Јас, Зоран Заев, на чело на Демократска Македонија, ќе ги предводам граѓаните во битката за враќање на уставниот поредок и државноста на Република Македонија. На улици, на протести, во градови и села низ цела Македонија. Или Груевски, или Македонија. Ако досега некој имаше било каква дилема, Иванов денеска ја расчисти таа дилема. Ке победи Македонија. Мора да победи Македонија. Ние не застануваме овде. Благодарам. Повелете прашања за новинарите. Повелете. Веднаш штом ќе ги донесеме одлуките, денеска повикот е испратен. Веднаш штом ќе се организираме, ги донесеме одлуките, почнуваат сите алатки што ни стојат на располагање. Правдата и правната држава во Македонија мора да ја вратиме. Ова денеска е државен удар, не е само удар врз правната држава. Сите алатки што ни стојат на располагање. Повикот за протест денеска е испратен. Со добра организација, сите родолюбци во ова наша земја, сите слободоумни граѓани, почитувачи на правната држава, на слободата и демократијата, ги повикуваме да ни се приклучат. Со последната одлука на Иванов веќе се укина и специјалното обвинителство, значи нема работа ако со осомничените се амнестираат. Доколку и Уставниот суд го донесе и официјално таа одлука, дали одма ќе побарате да ви ги вратат прислушуваните разговори и дали ќе ги објавите? Ево вака. Треба да знаат граѓаните. Штом ќе бидат слободни и независни институции повторно во државата, актите за помилување на Ѓорги Иванов ќе бидат ставени вон сила. Затоа што законот за помилување е нефункционален. Сите одредби се окинати од Уставниот суд. Старите одредби од законот не се оживеани. Затоа нема законска можност Ѓорги Иванов да аболицира, помилува или слично. Ги повикувам правниците да го дадат конкретното јасно толкување на ова теза. Ова е на прва од нашите правни тимови. Од тука, секако специјалното јавно обвинителство е на сила. Мора да се одговара за криминалот на криминалците во оваа држава. И од тоа бегање нема. Други прашања повелете. За да нема дилема, ќе појасни. Ниту барав, ниту прифаќам амнестија. Не сме сите исти
и не сме сите криминалци. Уште еднаш да нема никакво недоразбирање. Ниту барав, ниту прифаќам амнестија. Не сме сите исти и не сме сите криминалци. Јас сум невин и својата невиност сакам да ја докажам на суд низ соодветна процедура. Не сакам воопшто да бидам аболициран, ниту помилуван. Не ја прифаќам оваа одлука. Не дозволувам да бидам ставен во исти кош со вистинските криминалци во власта. Ги повикувам сите кои се невини, а политички обвинети да побарат повлекување на оваа срамна одлука од Иванов. Истовремено апелирам и потенцирам луѓето по затвори се помалку луѓе од политичарите. Човекот што украл 100 кебапчиња е во затвор, а криминалците сакаат да бидат ослободени. Тоа нема да го дозволиме. Ве повикувам граѓани, тоа да не го дозволиме. Не смееме тоа да го дозволиме. И на крајот, Титаник процесот отворен е доказ за легитимноста на Ѓорги Иванов. Тој има судирни интереси. Тој не може да помилува, заради тоа што директно и неговиот избор е доведен во прашање. Од каде ја црпи можноста да помилува? Од непостоечки закон со уништени одредби. Отварам комплетно секаква можност оваа одлука да не биде функционална. Доколку некој се обидува да биде функционална, секако да ги искористиме сите елементи, тоа да го спречиме. Прво да даде оставка. Ако не даде оставка, да побараме импичмент, да побараме да биде разрешен од парламентот. Ова карикатура соопштение од ВМРО што го пуштија е карикатура соопштение. Ако навистина стојат за тоа соопштение, ги повикувам да дојдат во собранието и да ја поддржат нашата иницијатива за разрешување на Ѓорги Иванов. Ако се искрени во својата намера. Да ја сочуваме правдата и правната држава во Република Македонија. Дали има прашања други од новинарите? Ви благодарам и уште еднаш, почитувани граѓани Македонија, ве повикувам да се одбраниме државата, нашиот устав, нашите закони во име на сегашните и идните генерации кои што доаѓаат после нас. Благодарам на сите.